Благодарам, председателе, почитувани пратеници. Првото прашање кое се наметнува кога ќе се разгледа законското решение кое е предложено со цел измени на Законот за органите на државна управа е практично дали се работи за измени кои се мотивирани од желбата за зголемување на ефикасноста и оптимизирање на работењето на органите на државната управа, како што е наведено во самото образложение, или се мотивирани од желбата да се олесни политичкиот пазар за полесно креирање на владина коалиција и коалиција за носење на други закони со потребно двотретинско мнозинство. И јасно е дека се работи за второто, односно овој процес на реорганизација е мотивиран единствено од политички мотиви за политички пазар и коалицирање. И за тоа говорат неколку факти. Предизборното вертување на ВМРО ДПМН и коалицијата беше намалување на бројот на министерствата, а сега имаме предлог за нивно зголемување. Ваков сложен и системски закон, кој треба да се носи во редовна постапка, со соодветни анализи, со проценка на ефектите, како од финансиски, така и од кадровски аспект, се носи во скратена постапка, без соодветните анализи, на што веќе алудира и голем број од невладините организации преку соопштенија денес, и никакви буџетски компарации кои што би биле предложени со ова законско решение, освен една реченица која вели дека ќе има буџетски импликации. Се прави на тој начин површно и паушално, зашто најдобро говори изјавата на господинот Касами, председателот на БЕСА, кој вели, парафразирам, законот беше повлечен, првичниот, од причина што градинките во првиот предлог беа ставени во Министерството за образование, но сега, откако се вратија во Министерството за труд, предлогот е добар и има договор за коалиција. Ова изјава е експлицитна потврда дека се работи за предлог закон кој нема допирни точки со целта за која што е наменет и за кој што е објаснето во законското решение, односно зголемување на ефикасност и оптимизација на органите на државната управа. Затоа говорат и следните аспекти во однос на законот, бидејќи законот не допира неколку важни прашања кои се однесуваат на оваа сфера. Прво, хиерархискиот систем, од причина што повеќе органи се создадени со лекс специјалис, а овој закон тоа воопшто не го третира и не ги предвидува овие институции и државни органи формирани со вакви специјални закони во делот на вклучување во оваа законска рамка. Второ, не го олеснува буџетирањето, дури напротив, со создавањето на 4 нови министерства, буџетирањето го прави посложено, го прави помалку прецизно и го базира на повеќе погрешни естимации. Не се унапредуваат ниту линиите на отчетност, бидејќи не е наведено во предлог законот, не постојат наведени или предпоставени критериуми за отчетност, а воопшто не се намалува ниту бројот на органите на државната управа, напротив, како што веќе кажав, тој се зголемува. Беневолентно е адресирано прашањето на спроведувањето на надзор, односно контрола на политиките,
но воопшто не се опфатени функциите на министерствата и извршувањето на функциите на органите на државната управа, односно нивна рационализација или начин на рационализација. Исто така не е наведено и значи не се водело сметка за институционалната поставеност на Европската Унија, што воопшто нема да ја олесни соработката со институциите на Европската Унија, институции кон кои што државата стреми да се интегрира. Да сумирам, нема да се постигнат основните цели со еден ваков закон, а тоа се креирање политики и координација, добро управување со човечките ресурси, одговорност, отчетност и транспарентност, и нема да се подобрат на крајот на денот и услугите со оглед на тоа дека не е предвидено и не е наведено со какви информатиско-комуникацијски технологии ќе се зголемува продуктивноста во вака организираните органи на државна управа. Дека се работи за решение кое е политички мотивирано, говори и фактот што не е наведено ниту се прецизира било какво, па макар и елементарно, односно елементарна методолошка рамка врз основа на која што е изработено законското решение. Тоа значи дека нема естимација за оптимизација и рационализација на органите на државната управа, ниту е спомната, ниту обработена работата во делот на овластувањата и хиерархијата на органите на државната управа. И затоа во овој предлог закон нема ниту параграф за еден интегриран поглед на реорганизацијата, за хиерархиската организацијска структура на министерските системи од аспект на опфаќање на сите функции кои што се дел од работењето на поединечните министерства и кои што креираат одредена политика во иста област. Потоа нема наведено во делот на внатрешната оптимизација на организацијата структура, ниту пак е наведено спојувањето на сите хоризонтални функции во владините институции и разграничување на суштинските од несуштинските дејности, што е клучно кога се работи на оптимизација на било кој процес. Дополнително отсуствува и потврда за целта на рационализација и оптимизација е фактот што предлогот воопшто не го третира прашањето на концептот на поделба на функциите и системското делегирање, макар и во подостежните фази на имплементација на измените кои ќе произлезат од овој закон. Односно, делегирање на одговорност на хиерархиските нивоа, кои реално ги носат одлуките, овозможување на високо ниво, односно овозможување на високиот и на средниот раководен кадар да може да подготвува иницијативи и да презема одговорност, што отсуствува во моментов во државната управа, и отсуствува концепт кој што ќе направи деполитизација на државната управа, каде што секојдневно на тој начин се обременети одлуките кои што се носат во органите на државната управа. На крајот сакам да потенцирам дека овој предлог закон, како што веќе соопшти претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, се носи без дебата, без инклузивност и без постапка како што налага законот при промена на 1/3 од системски закон. Не се намалува бројот на министерствата, туку напротив се зголемува, и тоа единствено ќе предизвика зголемување на буџетските трошоци
и оптеретување на граѓаните кои преку даноци ја финансираат државната управа. Ви благодарам. Ви благодарам.